иако не е во директна надлежност на локалната самоуправа, но е една од најважните стопански гранки кои што имаме во локалната заедница и е приоритет ставаме заради тоа што нашето население добро заработува, но и се труди поприлично околу производство на оваа продуктивна индустријска култура која што имаме. Го поздравувам присуството на министерот, на директорот на инспекторатот, се разбира на нашиот домаќин, на директорот на Тутунски комбинат, кои што се вложуваат максимално за откупна сезона да помине во најдобар ред. Уште еднаш изразувам присуство овде заради тоа што е многу важно за нашите жители, за жителите на општина Прилеп, како најголеми производители на ориенталниот тутун и ги охрабрувам сите да продолжат да одгледуваат оваа рамка. Важна е за локалната економија, важно е за развојот на градот, важно е се разбира за приходната страна и на нашата држава, затоа што голем дел од средствата кои што доаѓаат од извоз на производи се токму од оваа култура. Значи, општина Прилеп и понатаму продолжува да стои во заштита на своите жители, односно во поддршка на се она што значи подобрување на економската состојба и благосостојбата на сите жители во градот. Посакувам, иако е пред самиот почеток, во оваа предоткупна сезона, посакувам одлична откупна сезона и да даде Господ секоја година да имаме се повеќе и повеќе од овој производ кој што навистина значи и за општина Прилеп и за Република Македонија. Сакам да ви информирам дека од пријавените 320 пунктови на ширум државата, отворени се 207 заклучно вчерашниот ден. Од компаниите кои што се во регистарот пријавени за откуп на тутун, освен една компанија, до сега нема отпочнато со откуп и таа ќе почне веќе на почетокот на идната недела согласно планот и динамиката. Согласно потоците кои што ги добиваме на дневна основа од Државниот земјоделски инспекторат, кој што е задолжена институција за да го следи текот и откупот на тутунот, до сега, тоест до вчерашниот ден, се откупени 1.700.000 килограми тутун со просечна цена од 419,68 денари. Согласно информациите и од Сојузот и од инспекторатот, до сегашниот тек на откупот е во една добра, релаксирана атмосфера, односно процената на тутунот е согласно очекувањето и квалитетот кој што ги имаме. Како министерство, односно засегнати институции, ќе бидеме до последниот ден додека се собери последното ливче присутни на терен, да го следиме текот и очекуваме дека оваа сезона ќе заврши во една добра кондиција, односно ќе биде многу поуспешна од минатата година. Министре, секогаш на почетокот од откупот, тутунарите реагираат за откупните цени, годинава иако критериумите се речиси еднакви како лани. Дали можат да се надеваат на евентуално зголемување на цената, бидејќи велат дека под 600 денари ними понатаму не им е исплатливо производството? Видете, јас на мојата претходна посета одека во Прилеп потенцирав дека дел од компаниите кои што склучиле договори има различни цени во делот на класите, во прва, втора и трета. Меѓутоа, еве денеска можам да соопштам дека имаше нивелации, практично сите компании кои што се во регистарот имаат истите цени за по килограм откупен согласно класата, односно 420 за прва категорија, за втора 360 и 300 за трета класа, што значи дека се изнивелираат цените. Видете, секогаш може подобро, секогаш може повеќе, меѓутоа мислам дека овој старт кој што ги имаме за почеток на откупна од реколта 25-та е задоволителен. Остануваме да видиме во тек и со компаниите кои што откупуваат и да го следиме целиот тек на откупот на тутун и да видиме како ќе се движат процесите. Меѓутоа, она што е важно, имаме зголемување веќе на цената за килограм откупен тутун од минатата година, што значи дека имаме прогрес во овој дел. Субвенциите се дефинирани во програмата за субвенционирање. Она што можам да го кажам и согласно до сега веќе споменатото, работиме да имаме поуспешна откупна сезона од минатата година. Да повторам, оваа година имаме и доделено картички за зелена нафта за секој еден тутунар, кои што претходно не беа ставени во категоријата корисници на оваа мерка, што е дополнителна помош како држава од делот на намалување на производствените трошоци по килограм култура и дополнително површинска мерка од 6000 денари по хектар, кој што исто така влие во вкупната сума која што ќе заврши во сопствениот буџет на секој еден тутунов производител. Господине министре, Сојузот најави дека сака во измените во законот за тутун да влезе и конкретниот точен датум на почетокот на откупот, да не биде од 15 ноември до 15 декември, туку на 1 декември, со оглед на тоа што компаниите имаат простор за да тактизираат. Видете, законот за тутун и тутунски производи е еден од подобрите, можам да кажам, закони, меѓутоа секој еден закон не е напишан на камен, него постои простор секогаш да се евентуално, ако се утврдат одредени
да речеме работи кои што треба да бидат попрецизни, да ги допрецизираме. Има предлози од Сојузот дека и овој рок кој што е сега во постечкиот закон најрано 15-11 до најдосна, односно крајниот рок 15-12 да почне да биде скратен. Јас можам да кажам дека секогаш сум бил и ќе останам отворен за соработка со сите земјоделски здруженија да разговараме за сите предлози кои што ќе дојдат, така да и за ова во тек на откупот или кој ќе биде самиот при крај на откупот ќе седеме да разговараме и за други можеби теми кои што ќе сакаат да ги допрецизираме во овој закон. Целта ќе биде да сите отворени прашања ги затвориме и да го регулираме целиот процес да биде максимално транспарентен и на задоволство и на тутунопроизводителите и на компаниите кои што откупуваат тутун. И уште едно прашање надвор од темава. Да, би го поддржал предлогот. Состојбите, Морам да потенцирам, мораме да седнеме, да разговараме и да го издоговориме моментот. состојбите со платежната агенција, имаме таму нов директор кои се првите впечатоци и дали може да се надеваме на скоро отпочнување на исплатата на Или средствата од од друга ИПАР страна програмата. рековте дека се прават проверки од Министерството. Дали откривте уште се нешто? знае конкретно до каде е проверката. Видете, јас секојдневно во комуникација со јавноста соопштувам дека да, точно имаме нов директор. Првиот впечаток е дека полека се ставаат работите во ред, односно тековните активности на самата агенција се движат во еден нормален тек, дали се работи за националните плаќања или во делот на она што значи работа по тековните повици кои што ги имала платежната агенција. Тука мислам дека не треба да имаме дилема, ниту да имаат загриженост земјоделците. Ова сум го комуницирал многу пати изминативе десетина дена. Во делот кога ќе завршат проверките, треба да остави малку простор. Јас очекувам дека ќе биде тоа можеби многу поскоро. За конкретните наоди од самата контрола која што е направена во платежната агенција, да очекаме официјален извештај од надлежните кои што ја прават оваа контрола. Меѓутоа, тековните активности во самата агенција се одвиваат непречено и секојдневно во еден нормален тек. Вчера опозицијата, затоа прашувам, повторно апелираше да се вмеша и дело од Европската Унија за да провери што се случува во платежната агенција, бидејќи се сомневаат и вие нема да ја истерате работата до крај и дека се блокирани средства. Видете, сегашната опозиција ако сака да глуми загриженост и домакинско одговорање, треба да ваквите пријави ги поведеле уште во времето кога тие беа носители на јавни функции, од министер, премиер па до директор на платежна агенција, затоа што многу работи се случувале противзаконски. Знаете дека јас поведов неколку постапки за кривична одговорност на претходни функционери, така да мислам повеќе ова некој вид на глума отколку домакинско однесување. Нека остават, ние покажуваме како навистина се работи домакински одговорно и како навистина се штитат државните интереси, а во конкретниот случај интересите на земјоделците. Тутунски комбинат досега има отворено над 60% од сите откупни пунктови во Прилеп, Скорадовишко. Досега имаме откупено над 600 тони, тоа е веќе една четвртина од планираната количина која што планираме да откупиме во оваа сезона. Досега откупениот род е купен генерално на прва класа, ама одговорно стојам за тоа дека се досега што е откупено е доста квалитетен и правилно исушен летен тутун. И се надеваме дека тутунарите ќе продолжат со оваа добра практика на производство на добар и квалитетен тутун. Бидејќи не е битна само количината на произведен тутун, туку и самиот квалитет, за да можеме и ние компаниите тој квалитетен тутун да го пласираме понатаму во продажба. Исплатата како тече? Исплатата тече без никакви проблеми, исплаќаме 2 пати во неделата, во вторник и во петок, така да тутунарите се задоволни од динамиката на исплата и тука не очекуваме некакви проблеми ни во нив. Знаете дека инспекторатот е активно вклучен во овој процес на откуп на тутун. Мобилизирани се сите инспектори, направени се неколку тимови кои што покриват на цела територија на Република Македонија, кај што има веќе отворени пунктови, како што спомне министерот, отворени се 207 откупни пунктови. Нормално тече процесот е во нормален тек на откуп. И сметаме дека и оваа година ќе се заврши успешно како и претходно. До сега нема никакви реакции. Од тутунарите за проценката? До сега немаме никакви поплаки, проценката е во ред, претежно се откупува прва класа. Јас сум Роза Колевска, тутунопроизводител долги години. Годинава многу малку извадовме, само 625 кила, макар што беше сушна годината. Тутунот беше стварно добар и квалитетот беше супер, добро ни се плати. Му благодариме и на владата, и на премиерот, и на сите што ни дозволија на ваква убава цена да го дајме тутунов. Колку помина тутунов? Тутунот ни помина сио кец.
таму 420 денари, како че дојди, не знам. Од прилика, Исплатливо ли е тутуното изварство? исплатливо е ако го работиш, се е исплатливо, ако не работиш, ништо не е исплатливо. Реална е цената или Не е баш, може и уште да се подкачи, али фала му. Колку според вас Фала. треба да биде подкачена? Треба да биде подкачена, сега не можам точно да кажа, али едно 10 евра да биде. 500 да биде кила. Колку луѓе работите? Ние само 20, јас и мажот ми. Пошто годинава имавме и други случаеви, несречни, само 20 останавме на тутуно и то. Но генерално сте задоволни од тоа. Генерално сум задоволна и му благодарам на сите за оваа цена. Што не ја намалија на министерот, на сите соред.